Имате желба да ги откажете цигарите? Направите го тоа токму денес. Првите неколку дена волјата кај луѓето е најсилна, па така лесно ќе го пребродите викендот кога е најголема веројатноста да паднете во искушение повторно да запалите цигара. Петок е најлош ден за донесување на важни одлуки. Тогаш луѓето веќе се изморени, сакаат да започнат да уживаат и не трошат многу енергија за да размислуваат трезвено. Петок е ден каде што стартува уште едно издание на Сцена. Добар дојдовте! Мадона му понуди орален секс на секој што ќе гласа за Хилари Клинтон. Целосно гола Душица Грабовиќ позираше покриена со дијаманти. Дознаваме која популарна манекенка како од мајка родена го урна Инстаграм. А пак Сандра Афирка во новиот спот изобилува со секс. Останете со нас, следува шоубиз. Мадона се обрати кон фановите од сцената во Њујорк и им предложи на секој кој гласа за кандидатот за претседател на САД, Хилари Клинтон, следи орален секс. Снимката е објавена на Твитер страницата на корисникот под името Џое. 58-годишната поп дива се пошегувала со своите вештини во оваа област и изјавила дека со задоволство ќе го стори тоа со секој кој дал глас за господја Клинтон. Главните конкуренти се Хилари Клинтон и милиардерот Доналд Трамп. Се повеќе звезди ги покажуваат преференциите кон едниот или кон другиот кандидат со смели изјави. Така во добротворниот концерт во Њујорк се собраа големи звезди на Холивуд и Бродвеј за да регуртираат средства за кампањата на кандидатот на демократите за претседател. Меѓу нив беа Џулија Робертс, Сара Джесика Паркер, Емили Блант, Хелен Мирен и Нил Патрик Харис. Пеачката и поранишната фармерка Душица Грабовиќ позираше целосно гола. Таа на својот Инстаграм се пофали со фотографии на кои телото ѝ го краси само мрежата од дијаманти, а интимните делови ги крие со рака. По примерот на светските звезди, и таа сервираше ваква доза на провокација. Една од најатрактивните светски манекинки, Джоана Круп, потполно го стресе Инстаграм со видеоклип на кој како од мајка родена. Снимката има повеќе од 400.000 лајкови. Долго очекуваниот спот на популарната српска пејачка Сандра Афирка за песната Адио. Конечно ја здогледа светлината на денот. Незините фанови сега ќе имаат можност да уживаат во секси сцените со кои ова видео екранизација изобилува. Многумина велат дека атрактивната пејачка овој пат самата се надминала кога се жешките сцени во прашање, а во една од нив голата пејачка со заносни облини лежи во свилена постела, што ќе воодушеви многу машки фанови кои со години ја следат незината работа. Но тоа не е се. Сандра во новото видео се појавува сосема гола и во бањата, што веруваме следбениците на незиниот лик и тело особено ќе ги израдува и привлече. Затоа вие бидете меѓу првите кои ќе го прегледаат незиното видео и ќе уживаат во раскошните облини на разголената пејачка. Адио! На 29 октомври во 21 часот во Метрополис Арена ќе се прослави 30 години од првата полноноќна забава во Скопје и во Македонија, јубилеј во чест на диџеј Бабура. На 29 октомври во 21 часот во Метрополис Арена ќе се прослави 30 години од првата полноноќна забава во Скопје и во Македонија, која го смени целокупниот ноќен живот на младите од пред 30 години. Милорад Цаик Цајо, урбана легенда на Скопје и иницијатор за првата полноноќна забава што се случи пред 30 години во дискотеката Огниште, на 29 октомври ветува голема журка. Метрополис Арена на 29 октомври, сабота навечер. Значи, тука ќе се појават сегашни и ретро диџеи од времето, кои се уште работат и активни се како диџоки. Се надевам дека сите оние генерации од овие изминати 30 години, значи тоа се 30 генерации, нека повелат, нека дојдат вечерта. Цената е символична, 200 денари до првите, значи до 15 октомври. Потоа е 250, имаме специјални пакети за VIP гости. VIP пакетите ќе бидат 2.500 и 3.000 денари. Можат да ги набават нашите гледачи сето ова што го кажав до сега во Југотон, Розеверо 2 и онлайн на МК Tickets. Значи сите влезници, дали се VIP или обични влезници, нека повелат што побрзо да бидејќи се во ограничен број. Да
се вратиме малку во минатото. Дознаваме кој град во доцните 80-ти беше урнек за ваков тип на забава. Позади овој настан се крие добра приказна од каде е произлезена идејата за полноноќна забава, бидејќи тоа на вистина беа лудите ноќи во Скопје. Далечната 1985 година, јас една година живеев во скандинавските земји, поточно во Стокхолм, а инаку бев буквално сегде од Норвешка, Шведска, Финска, Данска и постоја, значи, преубави дискотеки. Можам да ги заборавам моментите кога историскиот легендарен тенисер Бјорн Борг го видов во кафе операта, значи ден денеска постои. Имаше премногу убави дискотеки кои имаа ноќен живот до 3 часот наутро. И тоа ми даде повод затоа што видов дека младите во Европа знаат како да се забавува. Имаше некој кодекс на однесување и дали имаш повеќе од 21 година полнолетство за да можеш да добиеш алкохолен пијал. Значи не беше како кај нас дека 18 години. Това беше еден мотив, викам, ајде викам, нека биде тоа е еден подстрек. Негде во октомври месец 86 година веќе се договарав со мојот пријател Огне како да изгледа таа забава. Гледаме дека ноќниот живот во градот беше до 23 часот. Си одевме со последните автобуси дома. Ако го нема тој автобус, тогаш си одевме пеш. Па тоа траеше со часови. Застани на едно место, па на друго место и така натака. Младите имаат премногу енергија, а нема каде да ја потрошат. Тоа беше мотивот за да се направи таа полноќна забава, која го промени целокупното движење на угостителство во Македонија и во Скопје. На 29 октомври не очекува градска журка, или поконкретно, одбележување на интересен јубилеј, 30 години од првата полноноќна забава во Скопје. Организаторите ветуваат добра журка, која ќе не раздани како во старите добри времиња. Јубилеов е мотив за да се соберат сите оние генерации кои седат под наводници покрај малите екрани, ништо не им се случува. Значи, да не дозволиме оние генерации во изминатите 30 години кои беа и гравитираа низ градот и Македонија, да седат дома и не варе да бидат цело време покрај лаптопот и паметните телефони и ништо да не им се случува. Значи, луѓето треба да им се врати на смевката. Пораката е, дајте да се вратиме на она што го имаме. Секогаш во нашиот дух има една младост, а таа младост никош не треба да се изгуби. Во октомври 1986 година се случи ова антологиска забава во дискотеката Огниште, тогашен Гранд Хотел, а денешен Холидеј Ин, која го промени целокупниот живот на младите во Скопје и во Македонија. Полноноќната забава е и пресвртница на целокупното угостителство во Македонија. Од тогаш па сте до денес сите угостителски објекти работат по 23 часот. Поради одлуката на ЗАМП, Македонската радиотелевизија го откажува Скопскиот фестивал. Нема дозвола ниту за промоција за песната за детска Евровизија. Македонската радиотелевизија со жалење ја информира јавноста дека е принудена да го откаже одржувањето на годинишното издание на фестивалот за забавни мелодии Скопје 2016. Деталите ги дознаваме од Мери Попова. Македонската радиотелевизија со жалење ја информира јавноста дека е принудена да го откаже одржувањето на годинишното издание на фестивалот на забавни мелодии Скопје 2016. Популарно наречениот Скопски фестивал, востановен во далечната 1968 година, кој што представува фестивалски бренд на Македонската радиотелевизија во областа на забавната музика, воедно и фестивалска сцена која што со години наназад продуцира и го збогатува македонското музичко културно наследство. Покрај повеќе годишната заложба на Македонската радиотелевизија на сите инволвирани во целиот проект што значи Скопски фестивал,
и враќање нели на неговиот сјај и раскош како што бил во минатото. Се надевам нели според јавното мислење успешни изданија на Скопскиот фестивал. За жал оваа година македонската радиотелевизија поради актуелната состојба во државата, во случајот со ЗАМП и со актуелната забрана за емитување македонска музика, повторувам, за жал македонската радиотелевизија оваа година мораше да го откаже фестивалот. Песните доставени, агендата е спремна, но Скопскиот фестивал нема да се одржи на 12 ноември. Значи, бидејќи конкурсот веќе течеше кога стапи забраната на сила, композициите се пристигнати кај нас, не се јавно објавени, кои се влезени во потесен круг на селекција. Така што авторите имаат право и можност или да се ги подигнат своите композиции од кај нас, или да со истите да аплицираат на други проекти. Ние сме национален сервис кој што има задача да промовира, да ја негува, да ја чува македонската музика, нели? Како културно наследство на оваа држава. Во крајна линија македонската радиотелевизија е и сведок, историчар на цело наше нели општество живење. Тие сметаат дека и песната за детска Евровизија е хендикепирана поради невозможноста да биде емитувана во телевизискиот етер. Ние уште во јули аплициравме и подпишавме договор за учество со Европската радиодифузна унија за јуниорскиот Евросонг. Така што забраната од страна на ЗАМП стигна многу подоцна. Сите рокови веќе беа пробиени за евентуално откажување и така натаму, така што детскиот Евросонг мораме да го изработиме. Ние поднесовме барање до ЗАМП за да направат исклучок во однос на детскиот Евросонг и во однос на нашата песна представничка, бидејќи тоа е сепак проект од национален интерес за Македонија. На крајот на криштата тука се земени и мораме да ги земеме и детските права во обзир, но до денешен ден ние одговор од ЗАМП не добивме. Македонската радиотелевизија чувствува потреба да им се заблагодари на сите автори и изведувачи кои аплицирале на конкурсот објавен од страна на Македонската радиотелевизија за годинишно во издание на фестивалот Скопје 2016 со надеж на многу посоодветна клима за взаемна соработка во иднина. Овде завршува уште едно издание на Сцена. Останете со програмата на телевизија Нова, а ние се гледаме во понеделник во 23:30. Добра ноќ.